За слушателите на Радио Свети Дух, јас сум Елена и ќе ви раскажам едно сведоштво кое се случи пред некој ден. Жена забрзано кон мене се упати, кривеше жената и почна да ми се жали дека немала време, колку брзала, не запалила свеќи, а денес е празник, ми вели Свети Васили. Како не запали утре Атанаси? Ја слушам и едно време ја запрашав. А дали верувате во Господ? Тој ни е единствениот Спасител, Господ Исус Христос. Таа ме погледна и тогаш ми се обрати како со револт, дека знае дека постои Господ Исус Христос, но ми вели како спасува, зошто е Спасител, а дозволува да страдаат децата и внуците, како спасува. Ние луѓето сите сме грешни, почнав да ја објаснувам. Исус не повикува на покорност и спасение, да се покаеме за гревовите и веќе да не грешиме. Тој плати за нашите гревови, крвта ја пролеа за сите нас. Почнав да ја објаснувам и дека во Библијата стои стих крвта ваша на главите ваши. Со други зборови, ве предупредив и ви ја кажав вистината, но ако ја одбиете, одговорноста е ваша. Жената молчеше и го избегнуваше мојот поглед, а ме слушаше цело време. И продолжив понатаму. Кога самиот ќе ги плаќаш гревовите и како ќе ги плаќаш? Сам не можеш? Предај му се на Исуса, препушти се во неговите раце и покај се, и велам. Жената одбива и воопшто не сака да слуша. Одбива да се покае и да предаде се. Болестите се материализирале, видлива беше ситуацијата на непокајан грев, неплатен долг. Дозволете Исус да ви ги земе болките и страдањата, да ги закова на крстот, значи да плати за нас. Дозволи му на Исуса да ги носи гревовите и шчекори во љубов. Секој чедо, секој од нас повикани сме од Господа Исуса Христа. Духовното сиромаштво, духовно слепи и глуви, одбиваат да го прифатат Господ Исус Христос. Тогаш остануваш во заблуда и пропаст, тогаш сам си одговараш за духовната пропаст. Исус ти пратил човек да ти ја каже радосната вест и да поверуваш дека нашиот Господ Исус Христос е единствен Спасител, милостив, полн со љубов. Благодарам Господи Исусе Христе, што сум Твоја возлюбена ќерка, што ми даде дар на вера. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Амин.